Светот на автомобилизмот представен до вас благодарение на Авточајка, уште едно дружење насловено Влези вози. Ова Toyota Aygo денес ќе биде тест возено, а во продолжение и ќе дознаете токму од кого. Атрактивна, сексипилна, шармантна, една од најдобрите дами во фолк бизнисот, Анета Наковска, денес во тест возење на Toyota Aygo. Сонце мило да те бацкам. Фала ти за убавите зборови. Подобро ве најдов. Како ти изгледа ова Toyota Aygo? Преубаво, пресладко. Одвај чекам, просто ме мами да ти кажам право да седнам и да ја пробам, да видам како ќе ми легне количево. Ќе видиме и како возач си, знаеме за други афинитети, поточно со готвењето. Знаеме како се снаоѓаш во фолк бизнисот, сега да те провериме како возач. Многу ми е драго што ќе успеам и овие мои квалитети и способности да ги покажам и докажам, се надевам. Се надевам дека се најдобро ќе кажеме и на крајот за Toyota Aygo, но ајде да започнеме со возењето. Повели. Анета Наковска денес имаме во Влези вози, некако сме расположени, а знам дека тоа се должи на еуфоријата која што вчера Анета ја почувствува и ја сподели со своите најблиски, зашто точно се работи, што знаеме дека беше музичко парче и музичко освежување. Како си ми ти умна, сонце мое. Жуто! Добро, нема везе, не е страшно. Деца, вие не смеете ова да го правите. Дефинитивно има дел од тоа што сум се уште весела, пак жуто. Епа сега. Од синојка што правев промоција, да, и уште ме држи таа преубава енергија, мада јас сум во суштина позитивен, волен, весел човек секогаш. Каде и да сум со мене секогаш на тони и тони пршти позитивна енергија. Просто таква сум скроена и фала му на Бога за тоа. Така да дури најнепријатни ситуации во животот умеам со хумор, онака. Always look at the bright side of life. Знаеш? Навистина е така. Значи нова песна, нов видеозапис. Да. Синојка, ете, мои блиски, драги луѓе, пријатели, медиуми, ја споделија со мене таа моја среќа, да речам, бидејќи навистина сум радосна што се случи тоа. Добив понуда од Ѓорги Крстевски, пејачот и композитор, кој што е мој долгогодишен пријател, за песна која што, ете, ми се допадна на прво слушање. Решивме да го реализираме сето тоа со помош на благодарение на Министерство за култура, субвенциите кои што ги даваат заедно со Македонската радио телевизија, оди целиот тој проект, стимулирање на нашата музика. Значи, многу наши пејачи, благодарение на тоа, еве сега снимаат спотови, како и јас и мојот драг колега Баже Груевски, во исто време го снимивме. А бидејќи сме јас и Баже другарчиња, веќе цели 20 години трае нашето другарство. Моја идеја беше спонтано така уз муавет седење да си ја направиме промоцијата заедно, бидејќи ние секогаш сме луѓе галант, да речем, сакавме да направиме еден спектакл, така нешто поразлично, поспектакуларно, и направивме за прв пат нешто, за прв пат велам. До сега не е направена промоција на двајца интерпретатори, со споени здружени сили, да речам. Така да можевме да си приуштиме сето тоа да изгледа навистина гала. За разлика од многу промоции на кои што сме биле, ова беше навистина. Задоволна сум, среќна сум што се оствари токму така како што го замислив. Се реализира, беше многу весело, А вака додека возам, јас обичај имам да си запевкувам, така да се певкам. Така да можам... Што најчесто пеете? Јас слушам најчесто кога воздам класика или латино музика, обожавам, поп-рок обожавам. Растена сум со хеви метал, со рок, со Guns N' Roses, со Skid Row, со Motley Crue, со Alice Cooper. Каде колку сега? Па од каде? Случајно, татко ми правеше фестивал 95-та за прв пат, Тримери. Од патриотски побуди причини, да речеме, тој беше единствениот спонзор на сето тоа, татко ми го спонзорираше фестивалот. Тримери, Струмица, заедно уз Карневалот, значи со Стори фестивалот, и така ја почнав да пеам, мада и претходно 94-та прв пат запеав на тетовски фолк Пелиграни, во дует со Душко Ѓоргиевски, и тогаш беше идејата на човекот кој што ме откри мене со као талент за пејач,
со татко ми заедно се зафатија со тримерит и јас немав искуство како сите други пејачи што си пеат по кафани, па потоа одат на телевизија, нели снимаат песни. Јас директно во студио. Директно, немаше кај мене време и фаза за кафана. Така да само на часови по соло пеење одев кај нашата оперска дива, најпозната, најголема оперска пејачка госпоѓа Милка Евтимова. И така, меѓутоа јас и останав доследна, да кажам, на музиката, на стилот кој што јас го љубам цел живот. Например, она што сум го слушала и си го слушам до ден денес, но во секој случај тоа не ми носи турнеи во Австралија, во Америка, не ми носи добра заработувачка, па морав и јас да се предадам на тоа што ми носи живеачка, нели, фолк музиката. Инаку, take me down to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. I want you, please take me home, yeah, yeah. Take me down to the paradise city when the grass is green and the girls are pretty. Take me home. После ова. Guns N' Roses. Тоа или She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Веруваш ли дека пејач се знае да пее? Sweet child of mine. Не, многу се ретки тие што можат да пеат. Например, моите стилови мешани, се пеам соодветно добро. Ама тие се многу ретки луѓе. Тоа го можеше единствениот Тоше Проески. Тоа го може сега го гледам на Звезде Гранда и навивам со цело срце за него. Ален, презимето му го заборавив. Хасановиќ, тоа го може и ме одушеви. Многу почитувам такви луѓе, значи кои што можат секој стил се да одпеат. Например, латино, тоа што го сакам јас. Глорија Естефан, многу ја обожавам. La tierra te duele, la tierra te da el medio del alma cuando tú no estás. La tierra te empuja, te risical. La tierra suspira si no te ve más. Sigue los pregones, la melancolía. Ова ми е во крвта, засипната сум од синојка малце повеќе. Ама добро го балансирам. А инаку моите песни, ќе ви запеам еден рефрен од синојка, промоцијата што ја правев на песната, од Георгиј Кастевски. Уште вечерва за тебе пијам, уште вечерва будна спијам, уште вечерва ја терам на шала, веќе не сум јас твоја мала. Уште вечерва безброј ти звонам, уште вечерва гордоста ја ронам, уште вечерва од друга те крадам, веќе немам што да ти дадам, уште вечерва. Интересно е тоа што те споменавте на соработка со Георги Крстевски, меѓутоа жолтиот печат на долго зборуваше за каков однос ви имате со Георги Крстевски, да обелодениме веќе. Ајде, навистина. Така? Не сум слушнала? Ни беше тоа кога во хотелска соба ви сакаа да ви сместат. Тоа многу одамна, од кај знаеш? Па си следиме ние, ова е озбилна работа. Секоја чест, многу ми е драго што ме праша да можам да го објаснам ова штом така. Значи имавме едно снимање во Зрењанин, сите заедно пеачи, новогодишно снимање за една српска телевизија. Меѓу другото бевме јас и Ѓорги тука. Перверзијата беше многу голема, што тој новинар, затоа го велам перверзија, јас имав несреќа, акцидент страшен, и тој ме виде како крварам, и јас мислам сега ќе напише Анета Наковска пробува да се самоубија, а тој пишува дека ја во соба нешто со Ѓорги се фачкаме. Мислам, тоа беше перверзија. Бевме заедно во соба, јас, Кристина Арнудова и Јасмина Мукетова. После снимањето, се опуштивме малце пијачка. Пуштија песни од моје време, баш Guns N' Roses, баш ова што го стакам, се опуштив. Ѓорги викна и танго да играме, сите така.
се опуштивме, се заигравме и не сликаа како играме танго и мора да си направат некаква приказна од тоа. Нормално. Иначе сликите не им вредат доколку не се подкрепени со некоја приказна. Ништо заврши тоа, си поигравме, си се прибравме во соба, влагаме во соба заедно, јас, Кристина Арнаудова и Јасмина Мукаетова, значи тие ми се живи сведоци, тие беа со мене. Како влеговме, јас да земам памук, шминка да извадам, не сакајки, бричот ми бил поставен таму во памукот, да не го видам, мавање раката, сечење до коска. Многу лошо си секов, страшно беше тоа. Кога писнав да вриштам, тоа беше болка невидена, се собраа во соба со испаничија, Кристина Арнудова зема доктор да прка одма, да вика, што многу ми крв течеше, крварен. И тука упадна баш новинарот, не сакам да го именувам сега, затоа што со текот на годините му простив и станавме пријатели, нема смисла сега да го ругам. Влезе и ја виде целата таа ситуација. И на сето тоа што го виде, пак се дрзна и напиша дека јас ноќта сум ја поминала во соба со Ѓорги. Значи, 3 дена плачев. Маратонот плачење беше тоа, затоа што многу ме повредуваа тогаш, велам беше одамна, се уште не бев потрпната на измишлјотините за мене, на сите измислици. Не бев потрпната и 3 дена плачев. И помина и тоа, јас и Ѓорги до ден денес сме пријатели. Значи, во животот никогаш не постоела никаква интима помеѓу нас. Навистина се почитуваме, другарски го гледам, го доживувам. Прво, ниту е тој мој тип, ниту јас негов на машна, мислам, и во структура, и во многу работи. Просто со некој човек си остваруваш еден другарски однос кој што трае за цел живот. Значи, не може да има хемија помеѓу секој. Различно е, секоја емоција е различна. Со некој те врзува, нели, братска дури емоција. Так. Не ти е роден брат, а така го доживуваш, го чувствуваш. Со некој човек имаш хемија поинаква, многу нормално. Жолтиот печат како да те сака, едноставно. Мене ме растргнува цел живот, ме обожава, затоа што секогаш можат да извлечат материјал од мене, затоа што сум многу искрена, чиста и отворена и тоа го злоупотребувам многу пати. Меѓутоа, добро, не се лутам, ги разбирам. Мора да пишуваат, мора тираж да прават, мора да се продаваат тие весници. Сега, кој им е најподатлив за целата таа работа, тоа го прават, нели? Меѓутоа, во последно време што ме пишува, тоа веќе се претера, се забега. Тука портали некои вечер ме разочара, вечер не се жол печат, а си дозволија да пишуваат глупости за мене. На некои си рекла, казала си дозволија да се дрзнат да земат да пишуваат во еден сериозен лист како вечер, тоа е срамота. Срамота. Меѓутоа, тоа е тоа. Јас не можам да им дадам памет на луѓето, сето тоа ме инспирираше да си напишам една убава песничка, бидејќи јас цел живот пишувам и најчесто јас сум автор на моите песни, музики и текстови. Тоа беше дел од моje прашање. Што ја тера Анета да земе лист и пенкало и едноставно своите мисли и емоции и чувства да ги преточи во стих? Различни емоции. Тука беше разочарувањето големо. Горчината ми даде или љубов, прекрасна убава емоција, или приказни туги што ги познавам, а што ме трогнале, што ме допреле, или од моје секојдневие нешто што ме погодува, дали на лош или на убав начин, не знам. Небитно, важно ме инспирирало сето тоа, во случајот беше на неубав начин. Бачка тука се замеша и една колешка, пејачка, која што до тогаш ја почитував поради нејзината работа. Не очекував навистина да ме плукаат. Јас со сите се трудам да бидам максимално добра и ги почитувам и ги пригрлувам и ги сакам сите колеги и луѓе генерално. И кога ќе видам некои плукања на мене, го сваќам тоа како слабост, како комплекс, како невозможност да се биде јас, а не знам зошто толку таа чистота моја ги вади од памет некои луѓе. Веројатно со своите прљавштини што не можат да излезат на крај, па мојата чистота им пречи. Тоа ме инспирираше на една песна. Спонтано вака возејќи во кола ми дојде од А до Ш. Многу искрено ви кажав, се за прв пат вака ја отворив душата. Убава енергија ми даваш и просто се отворив. Не сум го досега ова ниту изговорила, ниту напишала во вестник некој. Ќе искористиме, и песнава ќе ја кажам, можете слободно да искористите. Иде вака. И повторно јас на столбот на срамот од секогаш
ме распнува. Тие што не ми се ниту до колена, па песок во очи ми фрла. Црни души погани само така правеа, од моја крв пехар за здравица. Живејте, за сите пари трошете, но сметки стари чувајте, да не се чудите еден ден кога ќе дојде. И така натаму, засипната со малку повеќе, меѓутоа тоа ќе се преточи во една песна. Се допадна? Одлично, интересен текст, богам и навистина богат и содржан. Ќе искористиме твојата искреност и малку ќе продискутираме за, во наводници, слабостите на оваа професија, на една атрактивна жена во ваков бизнис. Малку за оние непристојни предлози и има ли човекот цена или честа има ли цена? По мене нема цена. И тоа се докажа во повеќе наврати кај мене во текот на мојата кариера, да имав цена, до сега ќе бев милиардер. Значи, на ептен на врвот, не само на наша естрада, него и во Србија. Пошто си ги знам сите можности, сите понуди што сум ги добила и сето тоа. Време е за вкусна и освежителна пауза, што ви е потребно. Бонита спалитите кои што се вистинска магија. Овде е и најдобрата вода Пелистерка и за крај најдоброто кафе. Елит кафето кое што ќе ги разбуди сите ваши сетила. Новото Айго ја следи идејата на Kia Toyota да создава си подобри и подобри автомобили, кои при тоа ќе бидат и забавни за возење. Новиот дизајн на Айго, наречен G Playful, се поврзува со модерната младешка култура која ги фаворизира мукните и негласени форми и облици. Забавен, шарен, младешки и весел. Овие се придобивки кои најдобро би го опишале новиот Айго на прв поглед. Toyota има преземено агресивна стратегија, отфрлајќи меки линии и изоблени детали на стариот модел. Новиот Айго доби остри рабови и импресивни аглести структури. Какво било сомневање дека автомобилот има француски ген близнак е отфрлено, откако дизајнерите одлучија предниот дел на возилото да го украсат со масивната X форма. Помладите купувачи нормално се целната група на новиот Айго, бидејќи тоа е возило долго помалку од 3,5 метри, во кое сепак може за кратки релации да се сместат 4 лица. Активната и пасивна сигурност имаат важна улога во конструкцијата и изведбата на моделот Айго. Клучни сигурносни карактеристики вклучуваат систем за минимално деформирање на патничката кабина, цврста сигурносна структура која ефективно ја распоредува енергијата на предниот и страничниот удар на целата каросерија. Тука се и двојните предни воздушни перничиња кои се стандардни во понудата, странични воздушни перничиња и воздушни завеси како опција, систем за предупредување за сигурносните појаси и места за детски седишта, а задната клупа со можност за преклопување во соодност 50-50. Кај Toyota е обрнато внимание за заштита на патниците. Главните места на предниот дел, како што се држачите за браниците, поклопецот на моторот и предните делови кај тркалата, имаат структура која абсорбира енергијата и ја намалува јачината на повредите во случај на судир. Багажникот добива за оваа класа пристојни 168 литри, што е за 29 литри повеќе од претходно. Кога станува збор за дизајнот на интериерот, зачува на истиот младешки пристап. Во преден план е голем екран на допир, многу модерно и квалитетно спакувано. Мал, но агилен бензинец. Ако сте имале претходно Айго, задвојанот на новиот модел ќе се чувствувате како дома. Базниот бензински мотор со еднолитарски волумен кој развива 70 конски сили е многу жив и со задоволство одговара на газ. Новото Айго е опремено со подобрината верзија на наградуваниот трицилиндарски мотор на Toyota 1.0 VVTE бензинскиот мотор и понатаму еден од најлесните мотори во својата класа. Овој извонреден агрегат е со бројни подобрувања, се со цел да се подобрат перформансите и да се постигне најниска потрошувачка на гориво и CO2 емисија во класата.
Toyota е значително подобрена во изолацијата на кабината, пријатно изненадување е автоматскиот менувач кој течно и агилно на воланот ја пренесува силата која возачот ја бара со притискањето на гасот. Управувачот е многу прецизен и директен, совршен за малградски автомобил со кој треба да маневрирате низ град. Значи по мене, човечкото достоинство нема цена. Човекот. Па како јас ќе бидам чиста, ќе живеам со сама себе и ќе се гледам во огледало, ако не се почитувам пред се сама себе? А како би се почитувала ако си дозволувам да бидам на продажба? Затоа и увелико ме пишуваа весниците во Австралија, се чудеа, пријатно изненадени, баш газдата од весникот. Macedonian го чувам, ќе ви го покажам наш весникот. Како одбив брачна понуда од $1,000,000. Ама понудата беше, чекај, како тоа, што сум јас? Реков, на пазар, говедо изложено за продажба, што, како тоа? Кој се осмелува така да се дрзне, да понуди $1,000,000 за да ме има мене? Мислам, тоа е за мене страшно нешто. И газдата од весникот одушевен. Напишал многу убави зборови, ја многу се изненадив. Значи тоа дошло и до негови уши, пошто ме збореше цела Австралија утре дента. Која е таа девојка, некој што не ме знаеле, што одбила $1,000,000, таа не е нормална. Изиритирана сте од постапките на мажите, можеби, до сега? Од ваквите непристојни предлози, непристојноста во однесувањето? Сум се иритирала порано како помлада, сега веќе со текот на годините и со зревањето мое, сваќам дека постојат луѓе кои што во животот носеле во себе тешки комплекси и фрустрации. Кога успеале да се обогатат на не знам каков начин, тие се знаат само, научиле дека парата купува се, за жал во ова денешно живење е така, поготово во нашава професија, во секаде е тоа така, научиле дека можат се да купат со пари, нивно е да се обидат. Тие на свој начин се обидуваат да допрат до мене, да речем. Јас не можам да им се лутам. Секој со свој памет во живот, секој по свој пат, со свој избор. Нема тука што јас да се лутам. Кога сум била помлада, пред повеќе години, сум знаела и да заплачам. Да се почувствувам многу неубаво, мизерно, горчина да почувствувам. Меѓутоа, сето тоа сум го надминала со тек на годините, нормално. Кога веќе подлабоко ги осознаваш нештата, животот го осознаваш подлабоко, мудроста животна ја спознаваш, веќе е полесно да се справиш со се. Дали Анета е стереотипен човек? Верувам дека не, затоа што многу порано се охрабривте за разлика од другите, додека другите сака, а молча и не се осмелуваат да направат одредени работи кои што себе би си причинеле задоволство. Вие тоа го направивте многу лесно, едноставно и без коментар. Нема ништо страшно во тоа. Пази, јас со моето тело ќе правам што сакам. И нема зашто некому да се правдам за тоа. Кога моите родители тоа не ми го дозволија, до душа мајка ми се онесвести кога дојдов дома, буквално припадна сирота, не им кажав затоа што не планирав јас тоа, го направив непланирано. Една другарка моја требаше да оди за Белград да прави силикони, а јас имав убави градички си имав, баш симпатични, мали. И си патев за поголеми, сакав фустанко ќе облечам да биде полно тоа, така имав желба тогаш. И Јуле ме кандиса, ми збореше, ајде заедно. И решив, ајде, Срцка, одиме, ајде. Ама, одам да те гледам, не сум сигурна дали ќе направи, беше страв, не. Ме кандиса, докторките се погодија моја крвна група, ме раклики за песна, 2 жени. На клиниката во Белград, Тереза Кесовија ја обожава, јас ја пеам, ја откидам Тереза и ја пеев. Песни, журка, винце, вечерта, се опуштив, ме кандиса, ме легна и мене утре дента на операција, буквално така беше. И со смеење помина сето тоа, како што сум ја позитивец. Од операција утре дента ни беше тешко да стануваме, задутрето веќе ние журка правевме. На клиника. Да, и таа другарка ми е таква позитивка невидена, Јуле. И сега, значи, велам со моето тело, во смисла, тие корекции, Бог ми дал што ми дал, што не ми дал, ќе се дадам сама. На тоа викам, инаку,
своето тело е далеко било од тоа што го спомнав. Тело за продажба, Бог да чува, мислам, тоа ми е нешто што не можам да го прифатам и да го разберам, не го осудувам, меѓутоа се трудам да го разберам, меѓутоа не можам, не осудувам никого, повторно ќе кажам. Ама, токму тие што го продаваат телото, за овие работи не кажуваат, кријат што прават на своето тело, што ми е многу небулоза е тоа не можам да го сватам, парадокс, многу ми е смешно. Значи, ќе направи захвати и трепка после онака, не бе, јас сум природна вака од Бога дадена, не, а од авион се гледа што све направила. Мислам, хелоу, кого лажеш? Значи, тоа е тоа што не го разбирам, навистина. Затоа ги ставив како паралела двете работи за телото која се работи. И да кажеме само... И јавно кажав, да, јас ставив силикони, тоа сакаше да кажеш. Така, меѓутоа сакав да напоменам за... Ете, добивте, би можела да кажем и медал за најдобар задник во Македонија. Да кажеме дека е природен, или? Вау, да, тоа е природно, апсолутно, значи. Имплантант единствен на мене е градите. Сите мислат и устата дека ми е. Па вадев слики од детство, покажував, у свет ги пуштав, кај што се гледа на дете мало, само уста толкава. Значи, мајка ми ја покажувам на слики, јас сум копија на мајка ми, за да сватат луѓето дека навистина е моја устата природна. Се обидов да ставам, ќе бидам искрена, и за среќа ќе сгрешев ако напумпав, сакав како Анџелина Џоли да имам уста, и се обидов, меѓутоа почна да ме боцка, хирургот тука, како почна да ме боцка, така почнав да вриштам и да плачам, тоа е нешто ненормална болка. Ненормална болка, тоа не можев да го издржам, навистина. Неуспешен беше мојот обид да имам поголема уста, за среќа, оти ќе забегав, ќе бев као Карлеуша со толкава уста, ќе бев смешна. И задникот ми е природен. Нормално на велики брат со Раја и Жарко и Невена, сите ме штипа, не можеа да веруваат дека ми е природен задникот. Исто, како што кажам, значи, јас сум копија на мајка ми. Сега таа сирота во нејзино време било срамота, се криела, се носела долги блузи, го криела задникот, се срамела, устата на пола ја шминкала, со кармин ставала и било срам што има толкава уста. А ја викам, златче мое, сполај ти, значи, на тебе се метнав, сега луѓе пари даваат, бе мамо, викам, да имаат таков задник и таква уста. Ти се криеше, сега јас сум благодарна и пресрекна што личам на тебе, златче мое. Рековме, дали овде ја одржувате линијата таква, како што е совршенство? Благодарам, да. Овде пешачам. Се лишувате ли од задоволство како што е храната? О, не. Јас сум голем гурман, обожавам да кувам, меѓутоа вака често пешачам и некогаш неколку дена ќе бидам малце рестрикција ќе направам, па пак ќе си дозволам така некој мој специјалитет. Со мајка ми дома имаме 2 пуни шифонјера со рецепти. Мислам, тоа е страшно, ние се манијачиме више за рецепти. 601 каналот го гледаме најчесто со готвачите светски. И јас се трудам да ги имитирам, многу сакам така. Интересни кузини, оние со титула The Chef, како што куваат, многу сакам да ги имитирам. А инаку тука пешачам онака која пешачам, а по вода која одам во планинава, сега ќе ви покажам каде одам по вода. Бидејќи знаат сите што ме знаат дека изворска вода полна редовно пијам. Тоа е жива вода со живи ензими, чиста вода која што не храни, ги храни сите клетки. Бидејќи флашираната вода е мртва, во неа нема ништо. Таа стои со помош на некоја хемија што во неа стои е ставена, нели, нормално. Да. Верувам дека сето тоа ми помага за колку толку да се одржувам. Јас не сум баш многу хепи со мојата килажа, би сакала да сум послаба. Обично вечерните часови се резервирани за работа и посветеноста кон професијата, но каде, кога сте, без професионален ангажман и како се опуштаните во приватно време? Јас сум човек што воопшто не го сакам вечерното излегување, бидејќи не знам, некако вечерта ми е човек да си поседи дома, да си се релаксира, обврските се завршуваат во текот на денот. Највечер си гледам телевизија, секогаш си читам книга, си пишувам нови песни, имам стално инспирации, малце на Facebook, или ако имам ситуација, нешто
некои драги пријатели ми се дојдени од странство или роднини да се видам, или дома кај мене да си поседиме, да си ги поканам, или да поидам на гости. Така сакам поинтимни седенки да кажам, каде што можам да бидам раат, не сакам многу галама, врева, јака музика, гласна, сето тоа ме дури травматизира, бидејќи тоа е мојата професија, одвај чекам да се релаксирам. Или обично често знам на театар да одам, многу сакам да уживам такава добра представа да гледам. Интересно е заради тоа што имате необјаснива енергија, полна со живот и сите би помислеле дека сте во диско човек кој што сака да се забавува максимално. Никако, значи тоа не е забава за мене. Да, јас сакам да се забавувам, меѓутоа на мој начин. Латино вечер би отишла онака на латино вечер, на турска музика знам да отидам, уживам во таа музика и јас пеам самата неколку турски песни. Имам добар пријател турски пеач Каан Мазар, така кај него знам некојаш да поидам на турска музика. Треба сега со него и дует песна спремаме, испод, многу добро нешто ќе биде. Ето открив уште нешто. Така, на што се подготвувате, секој што спремате, на што се посветите? Убава песничка, многу убава песничка за Валандово фестивалот, кој еве сега за 2 недели, завчера баш имавме пресконференција. Песната ми е на маестро Сташо Ливрински, текст Орце Запировски, се вика Да се родат печине. Многу е сладка, така е весела, чечекларска, убавка. Значи за 2 недели од сега е Валандово. Тоа е што следува, потоа Роса фестивалот и се подготвувам полека за да договорам за нова година што следува, плановите ми се за Америка, така една турнеја. Во меѓувреме не знам што повеќе би кажала околу, не знам, јас ако испуштам нешто, вака за вожња. Да, сакам да кажам, сакате брзи коли, брзо возење, колку ги почитувате сообраќајните правила и прописи и дали ве нервира сообраќајната некултура? Ужасно ме нервира сообраќајната некултура. Правилата и прописите колку можам ги почитувам. Знам често пати да ги прекршам, меѓутоа со многу внимание, се разбира, да не предизвикам при тоа некој проблем, се разбира, мора да се внимава. Инаку јас стално си велам, зошто се создадени правилата? За да ги прекршам, зошто иначе постојат правила? Се шегувам, немојте никој од вас деца тоа да го уважите. Инаку јас сум човек што воопшто не сакам брза вожња. Никако. Се плашам од брза вожња, не сакам брзи коли. Јас си сакам онака старински, мегаломански, еден убав голем Мерцедес, така, лагја, да плови полека. Океј, до 150, 160 максимум да дигнам, значи вожња брза. Повеќе од тоа никако, нема шанси. Не. И не препорачувам никому. Тоа е играње со животот, коцка со животот, буквално. Јас би рекла гурман човек и човек кој што знае да ужива во животот, а ние сега сме на местото каде што Анита полни вода. Да. И ќе си наполниме вода. Да, ќе ви покажам од каде одам нагоре да полнам вода во планината. И ќе си попешачиме малку во природата и убавините, кој што има можност да живееш, имаш можност да живееш токму на ово прекрасно место, високо, чисто, мирно, тивко и да уживаш во сите благодети на природата. Да, и многу сум благодарна поради тоа. Навистина сум пресрекна што токму тука живеам и уживам во овој живот, буквално. Ова е за мене. Планината ја обожавам. Нам тест возењето ни заврши, ги очекуваме импресиите. Чекај, што да кажам, значи, размислувам да си купам едно вакво количе, шубаво ми легна за мерак, не дека е од автоджајка, од кај мојот драг и голем пријател Ивица, него навистина е супер. Овај вожњава, убава вожња има колава. Јас сум малце мегаломан, навикната сум на голема габаритна кола. Стално возам големи коли, имав Мерцедес, сега имам Peugeot 407 големо. Почетоците мои беа баш со мало количе. Имав Тигра, спортска. И сега ова мало количе пресладко ме врати така на едно дамнешно време. Така да ми се бендисува, ме потсети на тоа време со Тиграта, кога, да кажам, се изврзирав и станав добар шофер. Брат ми студираше во Солун тогаш, на Амерички коледж. Така да кога во Грција се снаоѓав да возам, зезнато е таму, знаеме, многу брзо се вози, многу е, малце е поинаку начинот на возење.
Така да сум се испекла, да речам, како шофер. 20 години веќе возам. Епа доколку се одлучиш во текот на оваа година да се подновиш со возило од Авточајка, ние ќе ти подариме и ваучер кој што ќе можеш да го искористиш така што доколку нели како што кажав си ја купиш количката од Авточајка, ќе си добиеш и бензин во неа и патување или викенда од Балканет каде што ќе заминеш со твојата кола. Повели? Тоа е прекрасно. Значи готово. Како веќе да ја купив колава. Така. Викенд каде? Викенд ќе се договорите со Балканет, каде ви одговара? Некаде во некоја екзотична држава, што подалеку, малце сонце да фатам, лето продолжено да фатам, разбираш? Ништо, значи имам инспирација и мотивација сега да се подновам со едно ново количе. Добро. Од култниот нов X дизајн на предната маска до огромниот број на опции за приспособување според потребите на сопственикот, комплетниот стајлинг и инженерските одлуки на новото Aigo се смислени да бидат забавни. А јас се надевам дека изминатите неколку минути ви беа забавни. Впрочем, не се сомневам во тоа. Анита Наковска покажа како се вози ова Aigo. До гледање до следната наше Влези вози дружење.